Владата, предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев, во последните години интензивно инвестира во гасификација на земјата, се планираат и се градат фотоволтаични, односно фотонапонски централи, како на приватно, така и на државно земјиште, со крајна цел во наредните 5 години да се влезе во инвестицијски циклус кој ќе обезбеди земјата да биде позелена, односно грижа и намалување на загадувањето, намалување на емисија на стакленички гасови, но и порационална и поголема ефикасност во енергетскиот сектор. Нашите планови се до 2026 година да биде заменет првиот блок во најголемиот енергетски комбинат Рек Битола, кој работи на јаглен со фотонапонска електрична централа. До 2024 година во Рек Битола ќе се исклучи првиот блок кој работи на јаглен и ќе се замени со когенеративна гасна електрана со мощност од 250 мегавати за производство на електрична енергија, секако и на топлинска енергија, кој што ќе се обезбеди Рек Битола, односно Битола ќе биде обезбедена со затоплување. Исто така, предвидено е во 2023 година двата блока да се модернизираат со темелна реконструкција на електростатските филтри. До 2026 година со целосна десулфуризација и декарбонизација на електраните ќе се продолжи нивниот век на траење, ќе се подроби еколошката прифатливост, но и ќе се задоволат европските и светски критериуми и стандарди. Долгорочна цел е да ја направиме државата заедно со европските земји кои што доминантното застарено, односно трошење на фосилни енергенти, да се пренасочи и да се користат во производство на електрична енергија обновливите извори на енергија, како што се сонцето, ветерот, водата, потоа биогоривото, како и природниот газ. Почитувани, во фаза на изградба се 3 фотоволтаични електрани кои ќе следат, а ќе следат исто така и повици за изведба на фотоцентрали на инвеститори кои што се заинтересирани за производство на електрична енергија од обновливи извори енергија на државно и приватно земјиште. Се шири и производството на електрична енергија од ветер, така да во фаза на градба се ветерните електрани во Богданци, но и новиот проект во Миравци. Истовремено, вредно е да се напомене дека во Скопје, во општина Газибаба, 1000 домакинства ќе добијат топлинска енергија во населбите Хиподром 1 и Хиподром 2, со што ќе се намали потрошувачката на електрична енергија за затоплување, но во исто време ќе се намали загадувањето на воздухот и почвата во тој дел од Скопје. Исто така, ќе следат и други инвестиции во енергетиката, зголемено производство на енергија од обновливи извори на енергија, кој со еден врвен приоритет на СДСМ и владата што ја предводи господинот Зоран Заев. Ние продолжуваме да вложуваме, но важно е се што е важно за граѓаните, се што е важно за стопанството, се што е важно за државата. Ви благодарам.